Земјите од регионот ќе се поврзат со европската инфраструктура за вештачка интелигенција со првата македонска и српска фабричка антена. Ова го откри Урсула фон дер Лајен, претседателката на Европската комисија при балканската турнеја. Но што навистина ова ќе значи за компаниите, институциите и корисниците? Европа заостанува во трката за вештачка интелигенција зад САД и Кина. Токму затоа го стартуваше почетниот проект вреден 2,6 милиарди евра. Во земјите членки се градат 19 фабрики за вештачка интелигенција со помош на суперкомпјутери за огромна пресметувачка моќ. Македонскиот центар е наречен Везилка и ќе представува фабричка антена за пристап до оваа споделена компјутерска моќ. Истата ќе може да ја користат стартапи за развој на иновации и продукти со вештачка интелигенција, институциите во процесот на дигитализација и обработка на големи сетови на податоци, но и за сите корисници на европската вештачка интелигенција. Везилка ќе биде македонски национален центар за вештачка интелигенција во кој Европската унија вложи 6 милиони евра. Главни приоритети се развој на македонски јазични модели, ќе се анализираат здравствени податоци за подобрување на медицинските услуги и ќе се користи во енергетиката, јавната администрација и земјоделството. Визијата на Европската унија е да се развива вештачката интелигенција на етички основи со хуманистички пристап. Следната фаза е изградба на европски гигафабрики за вештачка интелигенција, но главните критики од приватниот сектор се дека областа е премногу регулирана, што ги спречува претприемачките иновации споредено со американската и кинеската конкуренција.